Мислам дека прашањето за слободата на медиумите не треба да биде прашање со кое ќе се надмудруваат политичките партии од власта и опозицијата, затоа е потребно да се изгради консензус, надпартиски консензус, затоа што од тоа практично и зависи интеграцијата на Македонија, ако некој воопшто е загрижен за тоа. За нас прашањето, проблемите со слободата на изразувањето не се надуен балон, туку се реалност. Ќе ви спомнам неколку аргументи за тоа. Не е надуен балон дека Македонија е единствена земја во која е осуден новинар со казна затвор од 4,5 години за тоа што наводно открил идентитет на заштитен сведок. Македонија е единствена земја во Европа во која против новинар се води постапка за наводно шпионирање. Точно е и не е надуен балон дека на 24 декември новинарите беа изфрлени со сила од собраниското обезбедување, наводно дека биле загрозени од инцидентите кои што се случува во салата. Факт е исто така дека продолжува практиката носители на високи јавни функции да тужат новинари многу лесно со цел да ги заплашуваат нив и да ги одвраќаат да не истражуваат за евентуални злоупотреби на власта. Не е надуен балон дека во Македонија никој не знае колку пари владата троши во медиумите и никој не знае врз кои критериуми владата ги распределува владините кампањи. Факт е, премиерот може тој факт да го провери и да ги чита последните 2-3 извештаја на Европската комисија, кои се забелешките на Европската комисија што се однесува до слободата на изразување. И според тоа, ако навистина премиерот е посветен на интеграцијата на Македонија во ЕУ, треба да постапи по овие забелешки. А тие забелешки се многу јасни. Во однос на работата на Агенцијата за медиуми, во однос на состојбата во македонската телевизија, во однос на мешањето на владата во работата на медиумите. Така да, ова прашање не е прашање на надуен балон, тука е реално прашање од кое зависи интеграцијата на Македонија, ако воопшто некој е загрижен за тој процес.